Интеркултура, интеркултура. Ова е подкастот Интеркултура, а мој денешен гостин е Санела Шкриелј, поранешна пратеничка и активистка. Санела, позната си по твојата борба за родова еднаквост. Во таа смисла, најактуелно, дали овој предлогот мажите и жените да заминуваат во пензија на 67 години е единствениот резултат од нашата борба за родова еднаквост? Не и не смее да биде единствениот резултат, значи морам да се осврнам прво на таа предлог мерка. Знаете како, не можеме ние да лошите политики на неодговорни политичари кои што ПИОМ го довеле во таква состојба, да ги решаваме со тоа што повторно ќе удриме по грбот на работниците. Прва обврска на државата е да обезбеди достоинствени и добро платени работни места и секако, јас сум свесна дека во догледно време ќе треба да разговараме за зголемување на границата за пензионирање и свесна сум дека можеби мојата генерација ќе ја дочека таа мерка. Меѓутоа, пред сето тоа да се случи, мораме да работиме на понатамошен раст, не само на минималната плата, треба да обезбедиме она што значи плата достојна за живот, треба да се погрижиме да жените имаат еднакви можности до добро платени работни места, да се погрижиме да текстилните работнички не работат во услови во кои што работат и да имаат примања какви што имаат, па после да зборуваме за зголемување на возрастната граница. Не можеме да имаме најниски плати во регионот, а да имаме највисока возрастна граница за пензионирање. Во таа смисла, една од големите теми е она што го говориме, непризнаениот труд на жените во рамките на семејството и домашните обврски, па во таа смисла, кај што се оптоварени со непризнат труд, сега уште и ќе треба подоцна да заминуваат во пензија. Многу проблеми има се уште во делот на родовата еднаквост. Далеку сме, искрено, од достигнување на родова еднаквост. И тоа е состојба не само во Македонија, туку и глобално во светот. Иако секогаш сакам да кажам дека не треба да потценуваме она што нашите претходнички го постигнале. Секогаш треба да поздравуваме дека се постигнати резултати, затоа што правата на жените не е нешто што онака се случило, така не стигнале жените лесно до тие права, туку тоа е резултат на борба на многу наши претходнички и тоа треба да го почитуваме. И јас секогаш одлично искуство земам како пример. Пред 10 години не можевме да зборуваме за насилство врз жени, не можевме да зборуваме за родово базирано насилство, наоѓавме на затворени врати кога се обидувавме да зборуваме дека е потребно да се ратификува Истанбулската конвенција. Значи сега тие работи ги имаме. Ете во делот на насилството зборуваме сите отворено за родово базирано насилство, ратификува на Истанбулската конвенција, имплементацијата е секогаш она што била болна точка кај нас. Во делот на економското јакнење точно е дека политиките за зголемување на минималната плата навистина придонесоа особено кај жените кои што се присутни во тие најмалку платени сектори, меѓутоа тука не смее да се застане. И не смее да се случува она што веќе гледаме дека се случува, да политиките за раст на платите некако се тргаат настрана, а да зборуваме за некои вакви аспекти. И пак ќе речам, бидејќи сум имала можност да бидам во Министерството за труд и социјална политика, не беше лесно да работиме да се направи некоја патека на стабилизација на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во 2017 година, меѓутоа го направивме тоа. И не смееше да се дозволи да се прекине таа патека на стабилизација со такви популистички мерки како што е линеарното зголемување. Затоа што знаете, кога имате функции, имате одговорност не само према тие што се сега во моментот, на пример, пензионери, туку и спрема идните пензионери. И сега имаме ситуација каде нешто што е целосно неодговорна политика на политичари, пак ќе кажам, кои што и самата сум била на функција, да речам, како избран функционер, меѓутоа тоа е многу привилегирана позиција. Така треба да си признаеме. Од аспект повторно на родовата еднаквост, секако дека образованието е најважен процес. Како што ќе ги образуваме идните генерации, таква општествена ситуација ќе имаме по 5, 10, 15 години. Во таа смисла, една од актуелните и горечки работи беше
токму овие предлог измени во Законот за основно образование, каде што родовата еднаквост како термин во образованието се менува со еднакви можности меѓу мажите и жените. Имаше прилично голема дебата во сите овие години околу тоа, се кршеа копијата, но зошто одеднаш се брза, значи тоа да биде првиот приоритет на новото министерство, односно поставата во новото министерство за образование. Тоа е една интересна обседнатост на десничарските политичари, десничарските партии со женските права. И тоа сегде можеме да го забележиме. Значи прво нешто по што удираат се женските права и тоа е навистина интересен феномен за посматрање. Значи родовата еднаквост е, мислам, зборуваме за човекови права. И мислам дека дури во 2024 година ние треба да повторуваме уште дека родовата еднаквост зборуваме за, нели, дека женските права се човекови права. Не би смеело да биде така, меѓутоа за жал сме во таква ситуација. Имаме предлог измени кои што значат не само менување, бришење, значи на терминот родова еднаквост, што за мене е поразително, туку имаме од основите за дискриминација во Законот за основно образование се тргаат основите род, родов идентитет и сексуална ориентација. И тоа е нешто што е недозволиво и тоа е една многу опасна политичка порака дека едноставно државата вели дека има одредени групи на деца, на млади лица кои што и да бидат дискриминирани и да бидат изложени на булинг и на насилство, многу често дека тоа е во ред, дека државата нема да ги заштити. Така да по мене се тоа некои навистина назадни моменти. Знаете, ние до сега сме имале ситуации каде што сме имале стагнации во оваа борба. Факт е дека минатата година се стопира носењето на Законот за родова еднаквост. Тоа, искрено го кажувам, беше едно од моите најголеми разочарувања и не смееше да се дозволи како резултат на силниот напад на антиродовите движења. Но сега за прв пат имаме ситуација каде што ние имаме обид за уназадување на законите. И мислам дека е нешто што како општество не би смеело да го дозволиме, затоа што како што и спомнав претходно, многу наши претходнички се бореле да стигнеме тука каде што сме. Јас не сакам да бидам да живеам во време каде што се бришат придобивките на многу генерации на жени претходно. Добро, едно е заложбата и приоритетите на власта. Очекуваме дека законите ќе стигнат во собранието. Тоа е клучна инстанца. Во таа смисла, собранието играше активна улога во изминатиот период. Функционираа неколку интерпарламентарни групи, особено и Комитетот за односи меѓу заедниците, така што честопати се случуваше сепак собранието да биде коректив на одредени тенденции во политичките кругови. Имам чувство дека сега, парламентот веќе неколку месеци не покажува некоја посебна видливост и особено, како што реков, споменати интерпарламентарни групи, а и Комитетот за односи меѓу заедниците. Што се случува таму, имаш ли увид? Па, од она што можам да го следаме, дека да, сега парламентот без разлика на се она што беше риторика на тогашната опозиција, сега единствено што гледаме е дека не можеме да следиме колку закони исклучиво по скратена постапка нели стигнуваат на дневен ред и се носат по брза постапка, така да собранието секако не исполнува својата улога, меѓутоа јас кога сум била дел од собранието сум го зборувала тоа секогаш, дека пратениците знаат и сме знаеле тогаш нели да разгледуваме разни извештаи па да критикуваме како се однесува нели извршната власт или правосудството, што апсолутно има простор за критика, меѓутоа дека никогаш не сме тргнале прво да се погледнеме себе си, да видиме колкава е довербата на народот во собранието, колку верува на работата на собранието, и колку, да речам, го оправдува она што се случува во собранието. Но точно е дека имаше некои интерпартиски тела кои што функционираат добро. Јас имав можност да бидам дел од Комитетот за односи меѓу заедниците и навистина самата председателка Арбана Пашоли, која што морам да ја пофалам во делот на незините заложби како ја водеше комисијата, без разлика на таа крајно поларизирана ситуација што имавме во собранието, сепак успеавме, на пример, да тој комитет го
задржиме да работи на теми кои што треба да ги работи, да комуницира на пример и со локална самоуправа без разлика дали имате градоначалник, власт или опозиција, да комуницира со граѓански организации, да комуницира со националниот координатор за интеркултурализам, односно да испорачува таа за мене многу битна порака. Ние сега се соочуваме со ситуација и тоа не е сценарио што не сме го гледале претходно, имаме засилени меѓуетнички тензии, нешто што јас на вистина не сакам да верувам дека има некој кој што сака да ја врати државата во состојба на да се гледаме со своите сограѓани, од која и да се етничка заедница како непријатели, а сите заедно живееме тука и секогаш сум потенцирала дека главниот проблем кај мене тука се политичарите. Бидејќи ако политичарите си дозволуваат, а ние и тоа трае известно време уназад, така? Значи сегашното владеачко мнозинство, тогашната опозиција, значи имаше една силна етнонационалистичка реторика која што вие не можете така лесно после да ја смирите, кога ќе пламне. Меѓутоа во секој случај споменати неколку институции, тие постојат, значи сега Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците стана Министерство за односи меѓу заедниците, министерот има функција и на вице-премиер. Во таа смисла имаат и национален координатор за интеркултурализам. Значи системот се уште постои. Не ги гледаме. Да. Зошто на пример не ги гледаме во смисла партиите, особено во опозиција или особено десничарските, инсистираат на еден национализам, но од друга страна нивната коалиција е за среќа интеретничка и мултикултурна, да ја наречеме, сепак мора да има некакви корективи кои што ќе ги зауздуваат овие голи реторики кои што гледаме дека доведуваат до сериозни инциденти. Па мислам дека како прво тоа е по мене оно што е најлицемерното во однесувањето на одредени политичари и политички опции, тоа што се пласираат овие прашања за да се избегне да разговараме за вистинските прашања и вистинските проблеми, кои што ги живееме сите, тргнувајќи од квалитетот на образованието, тргнувајќи од инфраструктурата, тргнувајќи од загадениот воздух. Значи тоа се проблемите за кои што би требало да разговараме, не за овие теми, но за жал јас не гледам дека е приоритет оваа тема. Јас не гледам дека се работи на вистинско смирување и спуштање на тие тензии, каде што комитетот, каде што вице-премиерот, националниот координатор на вистина може да одиграат значајна улога. Затоа што битни се пораките што ги испраќаат тие тела во јавност. Комитетот за односи меѓу заедниците, јас не можам да забележам од она што следам дека има некаква активност. Ако власта не ја врши добро работата во однос на менаџирање на одредени општествени процеси, кој ќе биде корективот на власта? Дали е тоа граѓанскиот сектор, дали е тоа опозицијата? Граѓанскиот сектор си има своја улога, така? Во општеството, да биде коректив на, значи, по мене и на власта и на опозицијата се разбира првенствено на власта. Опозицијата си има своја улога, исто така, да биде коректив на власта. Меѓутоа, ние не можеме постојано теретот на она што треба да го прават државните институции и државата да го префрламе на грбот на граѓанските организации. Така да јас секако дека граѓанските организации се тука и дека ќе мора очигледно повеќе да се занимаваме, сите велиме повторно со овие теми, затоа што овие прашања мислевме дека ги затворивме, очигледно не сме ги затворила, затоа што им одговара на некои политички структури да ги отворат, меѓутоа никако не смееме да исклучуваме одговорност и да не ја повикуваме на одговорност државата и институциите, затоа што тоа е првенствено нивна одговорност. Опозицијата се разбира дека мора да игра тука, опозицијата никако не смее да падне во замката на да влезе во таа етнонационалистичка реторика, доколку сакаме на вистина да си останеме на она што се наши вредности и пак ја кажам, не сакам да верувам дека има некој што смета дека има дете или деца од некоја група кои што не треба да живеат добро во оваа држава. И мислам дека тука треба да си ја наоѓаме некоја таа нишка на поврзување. Ти благодарам за разговорот. Благодарам за можноста. Intercultura, 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 intercultura.